Што мислела зашто Алијанса на албанците, односно коалицијата Алијанса на албанците и алтернативите се залага на овие парламентарни избори? Цртано во нашата програма, тоа е држава за сите. Зошто држава за сите? Од правен аспект, ние мора да воспоставиме правна држава и правен систем пред кој сите ќе бидат равноправни. Без разлика дали се граѓани, обични граѓани, или се министри, или бивши министри, или бивши или сегашни носители на функции. Знаеме која е најголемата рана на нашето општество, а тоа е дека уште денеска судските одлуки се донесуваат според етничка и политичка линија. Сакаме равноправност, целосна равноправност и да не се гледат една етничка заедница која е приближно 1/3 од целава држава, да се гледа како едно малцинство. Друга страна, не можеме да дозволиме овој длабока разлика во равномерниот економски развој. Новост е тоа што во првите 100 дена од кога ќе станеме дел од власта, ќе се обратиме со барање до Европската Унија. Главните членки на Европската Унија кои не следат во делото на правото, за да во Македонија дојдат експерти од суди и правобранители од земјите од Франција, од Германија и Холандија, за да се отворат сите затворени предмети, а каде што има висок криминал и висок политички криминал и корупција, и со тоа да се отворат и прашањето на монтираните политички процеси. Друга страна, во нашето барање ќе стои дека ние ќе го бараме истото што Европска Унија дава како помош во земјите на источните земји, како Украина, например, мониторинг во судот за висока и организиран криминал и корупција. Постојан мониторинг од суди и од правобранители, за да не може одлуките да се донесат политички и во иднина. Имате ли некои посилни услови при евентуален ваш влез во идната влада, без кој што ќе го условите евентуалното ваше влегување во идната влада? Познати се вашите ставови од минатото, нели, за федерализација на Македонија? Имавте некои такви ставови во тој контекст? Останувате ли се уште на таквите идеи, на таквите ставови села? Еден од нашите услови ќе биде едно право која веќе е стекнато, тоа е правишната застапеност. Треба да има закон за правишна застапеност. Не треба да дозволиме политичари како Заев или Мицковски да ги терат, една етничка заедница преку декларација само да пишува дека се чувствуваат албанец, турчин или ром, за да им го фатат работното место на овие етнички заедници. Тоа ќе се стави крај со законот. Овие теми, за жал, реков на почетокот, ги отвара Заев и многу е контрадикторен преку ова општество за сите, заедно со Мицковски, кога најавува дека ќе ги исклучат од системот албанците. Прашање до нив. Кога си земаш за право некој да го исклучаш од системот преку формирање влада само помеѓу нив, дали тие имаат право да го бойкотират тој систем? И преку бойкот на тој систем, дали имат право да направат паралелен систем кој може да води до федерализација? Мислам дека решението што е зацртано во нашата програма не е федерализација. Ние се залагаме за бинационална држава, бидејќи тоа е реалноста во Македонија, а од друга страна македонските политички партии се залагат за една национална држава во една мултиетничка реалност. И уште едно прашање, како го оценувате ставот на идејата на ДУИ за премиер албанец, кои се погласно настапуваат во кампањата на овие избори, и дали евентуалното инсталирање на премиер албанец може да ги влоши во моментов меѓуетничките односи во државата? Тоа се ставови на политичари и политички концепт кои јас често ги нарекувам не сега, него и на времето на председателските избори сум најавувал ваков настап на ДУИ на Али Амети. Тие се факултативни албанци, ништо повеќе. Сезонски албанци. Уште тогаш најавив дека ќе бидеме сведоци кога ќе дојдат парламентарни избори, тие ќе станат
големи патриоти и националисти, а не се, ни едното ни другото. И ова нивна идеја излезе од моментот кога веќе преку анкетите на валидни меѓународни институции Али Ахмети е подолу од мене како лидер со поддршка кај албанците. Тоа е само една игра. Премиер албанец има значајност кога во собранието ќе имаме мнозинство албанци. Премиерот е резултат и последица на минимум 61 пратеници и мислам дека секој премиер без разлика што може да зборува албански, кога му стои мнозинство македонско, тој не е албанец, тој има само име албанско и ништо повеќе. Немојте да заборавите дека кога албанците гласат и ти дават поддршка и легитимитет, тоа значи дека го имате избрано нивниот албански премиер. Али Ахмети веќе 18 години од албанците албански премиер е избран, ама никогаш не ги бранел нивните интереси. Во 18 години буџет и уште толку ребаланси на буџети, албанците биле експлоатирани со тој буџет. Само кратко ваш став околу како земја се справува со пандемијата со коронавирусот и што правите Алијанса да привлече што е можно повеќе гласачи, односно да биде поголема излезноста на овие избори? Јас сакам да ги уверам граѓаните дека не постои никаква опасност ако носат маски, како прво, и како второ, ако чуваат дистанца од метар и пол. Благодарам за интервјуто. Благодарам на вас.